Повелете кој ви треба? Треба да се видам со госпоѓа Инџи. Сега не може да се види со вас. Ако побара да се види, ќе ви јавим. Важно е. Треба да разговараме во врска со иднината на фирмата. Господја Инџи не е добра. Додека да се врати господин Полат, јас ја водам работата. Утре дојдете на разговор. Не ми е баш јасно. Нема што не ти е јасно. Од сега натамо, што и да се објави. По медиумите, однапред ќе проверувам и ќе одобрувам. Во ред, не сакам никакво приговарање. Ме разбрали? Како е ситуацијата, тато? Сине, не е добра. Тебе те обвинува за татко и за бебето. Има право, тато. Сгрешив што влегов во незиниот живот. Тотално ја упропастив жената. Ти кога се враќаш? Уште малку, тато. Нема да мислиш на нас, сине. Ние ја обезбедуваме се што и треба на Инџи. Ти благодарам, тато. Бате Зара се јави. Шахмеран бил спремен за средба со тебе кога сакаш. Уште малку и црвен тепих ќе ни постелат само да не се откажеме од преговори. Шамер добро го прибрал него. Нека дојде утре и ние да го прибереме малку. Добро дојде, Полат Алемдар. Јас влегувам помеѓу еден батальон вооружени. Шахмаран ке ме пребарували. Жал ми е. Се работи за некој недоразбирање. Другар Дурен доаѓа Полат Алемдар. Полат Алемдар, во името на мојот народ ви пружам рака за помирување. Јас не се ракувам со убијци. Ти тука дојде да преговораш за помирување или за провокација? Немој да должиш. Подалеку од мене. Да не губиме време со лични работи, да поминеме на преговори. Полат Алемдар, го разбирам вашиот стрес. Ве вознемирува тоа што се седнале на маса да преговарате со представниците на еден народ, кои со години го сметавте за непостоечки. Ама ви ја ценам ова ваша решителна одлука. Јас не те гледам како представник на ниеден народ, освен како представник на твојата организација. И затоа, преговорите ќе ги водам во тие рамки. Ова е некое подобрување. Да, тебе те слушам. Кои ви се барањата? За нас има два члена околу кое не смее да се дискутира. Првото е да се прогласи амнестија без исклучоци. Второто е демократска автономија. Ако немаш ништо против, овие две точки можеме да почнеме да дискутираме за други теми. Аха, и кои се другите теми? Вие прво кажете ни го ставо спрема овие две точки. Според тоа да продолжиме. Во принцип, ние не сме против ниедно барање, со услов да имаме компромис околу сите барања. Во спротивно, ако немаме компромис околу еден член, исто е како да не сме се согласиле за ниеден. Полат Алемдар, изгледа пролетта ќе ја помениш во нашите краишта.
За да завршиме со преговорите и пролета и летото, тука ќе ги поминеме. Ова се наши краишта. И не се секирај, не сме ние странци тука, нели? Имаш ли моќ да прогласиш општа амнестија? Јас имам доволно моќ за се да направам. Ти всушност дали си овластен за да преговараш со мене? Да не испадне после тој што се наоѓа во Имрали да те прогласи загнет. Поради изолацијата на нашиот лидер не знам дали може. Тогаш и јас не знам дали си овластен да седиш на оваа маса да преговараш со мене. Мок ни оддава збор и си го одржува. Ти немаш мок ниту да дадеш збор, ниту пак да го исполниш тој збор. Полата Лемдар, нели си толку моќен? Искористија твојата моќ. Овозможи ни да воспоставиме врска со нашиот лидер, за да одговориме на твоите сомнежи. Дури и за да разговарате со Имрали имате потреба од мојата моќ. Од озгора се обидувате да ми наметнете ваши барања. Полата Лемдар, ноѓете ли изгор да избегате од масата? Изберете адвокат кој ќе се види со Имрали. Другар Дуран, ти како можеш само иницијативно без да ме прашаш да не прогласиш за лидери? Председателе, другарот Дуран со дипломатска итрина успеа да ја острани спроведената изолација. Според мене, преговорите за нас успешно започнаа. Бате, разговорите ги снимаа. Сега како ќе им одговарат, така ќе ги измонтираат и ќе објават. Шамир, ако не успееме да го фатиме, и тие и ние сме готови. Ако е така, немаме други шанси освен да успееме. Јави му се на Ешреф, ако е дојде да се видиме поедитно. Поврзете ме со адвокатот. Председателе, да нема некој проблем со преговорите. Полата Лемдар не само што бил добар борец, истовремено бил и добар тактичар. Превзема непредвидливи чекори. Председателе, бил дипломат во надворешни работи. И тебе ти испративме надвор да научиш нешто. Ти против мене превземаш чекори. Што чекате? Јавете му се на адвоката. Да, председателе. Председателе, преговорите се како флерт помеѓу маж и жена кои не говорат ист јазик. На почеток не е важно што разговарат. Важно е што добиваш на крај. Председателе, вие сте песимист. Ама според мене ние не сме губитници. Како што викаат американците, вин-вин се случи. Утре вечер. Ме загрижува нашата иднина. Дали разговорот го сними? Да, Тогаш нема потреба да се грижиш ни за мојата, ниту за својата иднина. За кого работиш? За Зија! Бате, како ти дозволи снајка да дојдеш? Имала една другарка нема жена. И ветив дека не се ќе ја земам за тебе, така ми дозволи. Долина на волците.